Почитувани, продолжуваме со следно представување. Овој пат разговараме со кандидатот за градоначалник на општина Богданци од редовите на ВМРО ДПМН. Со мене е Маријан Пеев. Господине Пеев, добре дојдовте во Канал Виз. Благодарам што прифативте поканата. Добре ве најдов. Поздрав до гледачите на Канал Виз. Кој е Маријан Пеев? Еве една лична карта представување пред гледачите. Вака ќе почнам. Јас сум релативно млад човек, 35 годишен. Имам завршено високо образование, економски факултет, насока маркетинг на Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Вработен сум во општина Богданци. Имам работено како помошник за администрирање со даноци и такси. Моментално работам како помлад соработник за следење и поддршка на локалниот економски развој. Добро ја познавам работата на локалната самоуправа и нејзините органи. Председател сум на синдикална организација при општина Богданци, каде активно се борам за подобрување на условите за работа и самите права и слободи на самите вработени во институциите. Имам учествувано како соработник во мисијата на Мировниот корпус Македонија во програмата за зајакнување на капацитетите на заедниците. Член сум, активен спортист сум, член сум на Сдружение на граѓани Ариес Фитнес Богданци, поранешен член на ракометен клуб Младост од Богданци, каде што имам остварено и низа успеси. Политички сум активен, председател сум на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Богданци. Имам учествувано во сите структури на организација на локално политичко ниво. Еве накратко, тоа е мојата кратка биографија. Така. Кој беше мотивот вие да се кандидирате за прв човек на општина Богданци? Што ве понесе? Еден од основните мотиви да ја поднесам кандидатурата за градоначалник на општина Богданци ми беше тоа што битни економски индикатори укажуваат на тоа дека економските цели за раст се далеку од остварување со спроведување на моменталните политики на локално ниво. Еве како за пример ќе дадам неколку показатели. Бројот на осигуреници во регистрираните деловни субјекти во општина Богданци е намален за 294 за само 4 години од 2016 до 2020 година. Бројот на невработени лица е во пораст и покрај институционалното бришење за една година, година и пол од почетокот на корона кризата имаме зголемување за 176 лица во евиденцијата на АВРМ. Поволното деловно обкружување кое беше воспоставено во претходниот мандат на локална власт веќе не функционира кај нас. Едноставно личниот интерес на поединци и групи преовладува пред државниот интерес во искористување на природни ресурси и на локално и на централно ниво. Сметам дека се создадени услови со општина Богданци да раководи лице на кое добро му е познато функционирањето на локалната самоуправа. Од самата основа имам искуство со администрирање даноци и такси во локалниот економски развој. Сметам дека младоста, енергијата, компетенциите се моја најголема предност да направам темелни промени во функционирањето на локалната самоуправа и самата локална администрација. Кои би биле клучните области во кои што вие работеле доколку ја добиете поддршката на граѓаните? Клучните области на делување ни се дефинирани во самиот програмски документ. Таа е програмата за локалните избори за градоначалник и на советничката листа. Програмата ни е фокусирана на политиките за урбанизација, развој на локалната економија, подобрување на локалната инфраструктура во повеќе области, намалување на социјалната исклученост, вклученоста на младите, заштита на животна средина, искористување на компаративните предности
во општината и промовирање на одржлив локален развој. Еве накратко тоа се клучните области на кои ќе се фокусираме во програмскиот документ. Така, познавајќи ја, велите дека одвнатре ја познавате работата на општината и проблемите. Кои се тие клучни приоритети за општината, клучни проблеми за кои што вие веднаш би се зафатиле? Во самиот програмски документ имаме наведено 10 клучни приоритети за кои сметаме дека се приоритетни за нашата општина. Ќе ги издвојам. Значи, изработка на урбанистички планови за Богданци, генерален и детелен, низ фази, урбанистичка документација за село, за населените места Стојаково, Селемли и Ѓавото. Имаме инфраструктура, доизградба на инфраструктура во индустриските зони, Барта и Горни Чајер, и доизградба на инфраструктура во туристичката зона Палеорци, замена на азбестни цевки во мрежа за водоснабдување, значи која ќе се одвива секторски низ фази поради големината на самата инвестиција. Имаме реконструкција и доизградба на канализациони мрежи во сите населени места каде што е потребно. Во соработка со повисоко ниво на власт планираме реконструкција и проширување на регионалниот пат Богданци-Гевгелија, делницата Богданци-Гевгелија, реконструкција на локален пат врска R1109 со Ѓавото, тоа е регионалниот пат со Ѓавото, изградба и реконструкција на локални улици, улички сокаци во сите населени места, изградба на нов мост на река Луда Мара на потегот Богданци, индустријска зона Стојаково, енергетска ефикасност во јавни објекти, таму вклучуваме мерки за енергетска ефикасност и реконструкцијски зафати од енергетска ефикасност и реконструкција и ставање во употреба на објект на поранешен ресторант во Стојаково преку јавно-приватно партнерство. Има уште многу проекти, меѓутоа овие ги издвојуваме како поприоритетни во сите населени места. Како вие ја гледате општина Богданци во следниот период, еве да речеме, доколку ги добиете овие избори после 4 години? Каде би ја позиционирале? Јас посакувам и ќе се борам општина Богданци да биде општина во која младите ќе ја гледаат својата иднина, бизнис секторот ќе има поволно деловно окружување, жителите на општина Богданци ќе имаат стабилни приходи и ранливите категории на граѓани, почнувајќи од тие во претшколска возраст, лицата со попреченост и самите пензионери ќе имаат еден достоинствен живот. Таа е мојата визија накратко. Богданци е релативно блиско до границата со Грција, но се чини дека нема многу прекугранични проекти, не се многу искористуваат ИПА фондовите. Сметате ли дека под ваше водство би можеле да донесете повеќе капитал од европските фондови? Има ли капацитет општината да спроведува вакви проекти? Во делот на меѓународната соработка имам планирано во програмата дел каде што ќе воспоставиме соработка со општини во програмите за прекугранична со Грција и со Бугарија, низ кои ќе реализираме и проекти во оските во самите програми. И мислам дека општина Богданци досега има искуство во реализација на еден проект во прекугранична соработка со Бугарија, преку програмата за прекугранична соработка со Бугарија, еден проект во програмата со прекугранична соработка со Грција. Сметам дека во иднина овој тренд ќе го продолжиме и во делот на капацитетите, иако сме со скромен човечки ресурс, со ангажирање на сами консултанти, мислам дека ќе имаме можност да реализираме во наредниот период проекти и во меѓународна соработка во овие програми. Така. Господине Пеев, за заокружување на ова интервју, една порака до граѓаните, зошто би требало да ја дадат довербата на вас? Па за крај само ќе кажам дека мислам дека Богданци како општина заслужува да создадеме една иднина со убави проекти и само ќе порачам цело население да излезе на 17 октомври, да го даде својот глас согласно своето убедување и мислам дека промените доаѓаат со одлични проекти кои се предвидени во нашата програма. Така. Ви благодарам за учеството и многу успех на локалните избори. Благодарам и на вас.